Одамна се покажало дека формираните работни навики се многу важни за постигнување на успех во животот. Доколку се усвојат од најраното детство, подоцна во текот на растењето и на созревањето ќе имаат присутно значење за формирање на правилен однос кон работата и кон работното место. 2 години пандемија, продолжување на зимскиот распуст, сега речиси 3-неделен штрајк во образованието, кој тоа како влијае на работните навики на децата. Како да ги поттикнеме ефективно да учат, како да ги поттикнеме на навики работни, е темата која што ја отвараме со нашата гостинка. Велам добро утро за психолог Марија Конаска. Добро утро, Марија, и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, Кристина, добро утро, Никола, добро утро на гледачите и добре ве најаве. Отвораме тема која што навистина е сериозен предизвик за родителите, барем изминативе 2,5 години, колку што го живееме и од почетокот на пандемијата, па не поттикнува и сериозно да говориме за тоа колку се важни формирањето на животните навики на децата. Така некако ќе го направиме и воведот на темата за да можеме да продискутираме за се во ова пред што сме исправени како предизвик. Така, формирањето воопшто на навиките е доста битно од најмала возраст, а особено работните навики кај децата. Значи, формирањето на работни навики започнува од најрана возраст, да кажам, од 2 годишна возраст, кога детето почнува само да ги извршува некои од обврските и активностите секојдневни, кога почнува само да размислува што треба, што не треба да прави како активност во денот. Формирањето на работни навики всушност е и една од основните причини за понатамошен успех во животот на човекот. Така да самото формирање на работни навики дава и вредност кај детето од најмала возраст дека прави нешто важно и дека самото дете е вредно од еден аспект. Целото тоа формирање на работни навики треба да тргне од родителите. Како што кажавме, бидејќи од најмала возраст треба да се формираат, и целото тоа формирање на работни навики доведува и до подобрување на училишниот успех понатаму, односно на полесно усвојување на знаењата понатаму во училиштето. Споминавте и претходно дека родителите се особено важна алка во овој процес на создавање на работни навики кај децата. На кој начин родителите треба да ги поттикнуваат децата токму кон создавање на вакви навики за ефективно учење за почеток? Така. Секое формирање на било каква навика треба да тргне од родителите. Бидејќи децата најдобро учат од она што го гледаат, значи она што е најдобро да го пласираат родителите на своите деца, и она што тие всушност го прават секојдневно. Ако пласираат работни навики секојдневно, тоа и ќе го пренесат на своите деца. Но многу е битно, пред да зборуваме на кој начин на родителите да им насочиме како да им помогнат на своите деца да развијат работни навики, многу е битно да ја земат во предвид возраста. Многу малку од родителите се едуцирани за возрастните развојни етапи, докаде детето може, кои се можностите на детето и колку може детето да постигне и да направи врз основа на неговата возраст. Така да многу е битно како прво родителите да се едуцираат од тој аспект, а понатаму да пристапат и кон онај дел на формирање на работни навики кај своите деца. И сепак работните навики најдобро се формираат, како што кажав, од доследноста, односно од она што родителите секојдневно го прават. Преку личен пример. Така, преку личен пример. Децата најдобро учат од она што го гледаат. Така да од најмала возраст учат од своите родители, од она што родителите секојдневно го прават. Битно е родителите да бидат доследни во своите, да кажам, секојдневни активности, во она што сакаат да им го пренесат на родителите. Исто така да имаат доста трпение, бидејќи децата се деца, не се на наша возраст, и многу е исто и тоа битно, сватиме дека не размислуваат исто како нас и да пренесуваат дека знаењето, односно работната навика која ќе ја создадат од мали нозе е доста битна понатаму во нивниот секојдневен живот во иднина.
Во однос на навиките, ако се навратам со сеќавањето, и јас кога бев ученичка, во мое време велеа наставниците, учи континуирано за да учиш помалку, и сето тоа апсолутно држи вода, но впечатокот е дека многу често учениците учат кампањски и учат многу често само за оценка во одредени периоди, како му доаѓа, нели, со тестирање и со испрашувањето, а пандемијата дополнително некако ја усложни ситуацијата. Така да, веќе во немањето континуитет и редослед, што и до каде е. Така. Кога се работи конкретно за учењето, континуираноста е многу битна, исто така од најмали нозе. Ние ако немаме создадено навика да учиме одредена активност и тоа не го гледаме и дома како прво, нема ни понатаму да ја развиваме таа навика континуирано и доследно како што треба. И би, како што кажав, ако најмали нозе таа работна навика не е создадена, понатаму во училиштето децата би имале проблем при совладување на материјалот. Затоа многу е битно континуирано да се работи на тоа поле, односно од психолошки аспект и научно е докажано секоја активност која се повторува повеќе од 2-3 пати и се работи секојдневно, со сигурност ќе биде запаметена и во долготрајната меморија. Сега, не е работата нели само да се фати книгата и да се научи за оцената утре, што многу често се прави, а ќе кажам подоцна и зошто сето тоа ни се случува од психолошки аспект. Не е битно, значи, само да се фати книгата и да се научи за оцената утре, туку многу е битно сето тоа да се научи со разбирање и да остане запаметено, да остане во долготрајната меморија кај човекот, односно да биде запаметено со разбирање. Зошто ни се случува такво нешто, например, пред 15 години, пред 20 години, можеби јас кога учев, кога бев ученичка, овај начин на учење не беше дотолку, да кажам, актуелен, затоа што денес децата учат само за оцената. Зошто? Затоа што сето тоа и се говори во домашни услови, сето тоа е на еден поинаков начин, самото училиште и самото знаење кое треба да го усвојат децата е пласирано дома на еден поинаков начин. Од една страна немаме континуираност во домашните услови кај родителите. Од друга страна родителите имаат непочитувана професија, недоволно платена и недоволно ценета работа и сето тоа создава револт кој се пренесува во муабетите дома, во муабетите со пријателите кои децата ги слушаат и не е пренесено на децата дека знаењето утре ќе е битно, не е битно само цената, туку знаењето е битно. И токму затоа и се случува автоматски кај нашите деца и да не се роди желбата да научи за знаење и дека сето тоа е битно утре за него, туку да научи денес кога има оцена за да се запише на факултет. Така да битно е да се посочува од родителите дека знаењето е особено важно и дека е нешто кое ќе му користи во иднина. Ако тоа не го пласираме во домашни услови, ако и околината исто така доста ни влие, ако сето тоа не е и околу нас, нема ни да го практикуваме и самите ние, камоли нашите деца. Споминавте дека доследноста е особено важна во создавањето на овие работни навики. Што кога ја нема и како да се спречи или да се избегне токму тоа губење на работната навика, особено кај децата и кај учениците? Така. Навиката за да имаме континуираност и доследност во таа работна навика или училишна навика, да кажем ефективно да учиме, се помалку и помалку добива важност последниве години. Тоа ни се должи на назад и на се што ни се случи и затоа е всушност и изгубена. Но не е само тоа причината, многу е битно кога ќе сакаме да зборуваме и да изнаоѓаме начини како таа изгубена работна навика или изгубено ефективно учење да се, да кажам, победи, надмине и да преминеме во една подобра состојба на ефективно учење, треба да погледнеме во причините зошто сето тоа се случило. На некои родители доста доцна им текнува
дека детето веќе нема работни навики, не учи ефективно, а поминале години наназад. А каде бевте години наназад и што се случуваше години наназад? Не знам што се случи со моево дете, наеднаш се измени. Не, тоа се последици години наназад. Многу е битно да се осврнеме на последиците и да работиме односно на причините и да работиме на причините. Зошто се изгубила таа работна навика или зошто не била создадена ефективно па на тоа да се работи. Во контекст на ова што го кажавте, еден од коментарите многу често на родителите кога започна штрајкот на СОНГ беше па децата веќе ги изгубија работните навики, нели претходно и пандемија, сега ова не ни требаше дополнително, но ќе се надоврзам дека навиките веќе одамна некако се изгубени, за жал. И тука некаде се префрла топката кој е оној кој што требаше дополнително да влие. Дали ние родителите дома требаше дополнително, имајќи предвид пред каков предизвик бевме исправени со пандемијата и економски промена на концептот на живење, дали училиштето и просветните работници, наставниците треба дополнително да влијаат на целата оваа приказна. Некако топката постојано се префрлува од едните на другите, а децата остануваат во ситуација во која што се. Така. Одговорноста е на сите нас. И на просветните работници, на психолозите, на стручните соработници, на родителите, каде што е најголема улогата во целиот овај процес на создавање на работни навики и ефективно учење, но и на самата држава и на оние вредности кои се градат како општество. Така да префрлањето на топката нема никому да му помогне и никој нема да мрдне од она на кое се наоѓа. Секој ќе ја префрли додека ја префрламе топката на другите, ние нема сами да тргнеме од она што ние треба да го направиме. Така да треба да се семе во предвид дека сите ние носиме одговорност. Од една страна родителите, кога веќе е пандемија, седнете дома, работете. Јас сум мајка на деца кои се во училиште и додека беше пандемијата, јас се грижев да не изгуби моето дете од образовниот процес. Работев на целата таа програма и се она што требаше да се учи. Седевме, постојано учевме, ги повторувавме лекциите, работевме понатаму со лекциите, затоа ние не знаевме до каде ќе тера тоа. Сега јас сум во образовен процес, знам и знаев од прилика што ќе се случува, но од друга страна сум и родител, доста поголема и побитна улога, каде што мене ми е доста битно моето дете знаењето да го усвои. Било пандемија, било ковид, било онлайн настава, дали ќе учат изгубат 2 недели, 5 недели, како и што се случува изминатиот период, моето дете треба да си го заврши образованието, односно и да не го заврши во овој случај, знаењето да си го усвои и она што нему му е потребно и битно понатаму во иднина во животот. Тоа е доста битно, а додека седиме и чекаме некој друг да ни ја заврши работата, се случуваат многу промени. И се од друга страна и родителите беа во ситуација каде што можеби не можеа и целата пандемија придонесе доста стрес и страв што ќе се случува и сето тоа влијаеше нормално. Сите се пренесоа на една друга страна на размислување, на еден друг приоритет во нашата држава и се она во светот што се случуваше и многу малку се обрна внимание на нашите деца, односно на она што треба континуирано да го усвојат. А не беше мал процесот, веќе трета година, не е мал процесот во дупката која што се остава на децата. Да, дефинитивно и факт е дека секој дете има загарантирано право на пристап токму до квалитетно и инклузивно образование. Сега како прекините во наставата пред кој што беа исправени децата во изминативе паречиси 3 години, влијаат токму на оние нивни навики за ефективно и континуирано учење? Така. Веќе 3 години пандемија направи доста големи последици, доста негативно влијаеше на нашите деца. Од една страна, со оглед на тоа што им беше земено детството и она излегување надворот, каде што и доста учеа децата, значи не се учи само од книгата, се учи доста пошироко од искуствата и книгата, надвор од книгата и во самите училишни клупи нормално. Сето она што природно требаше да тече во животот и развојот на децата, сето тоа им беше одземено и беа затворени доста долго време, ние бевме и во карантин, не излезени од дома. Но што природно требаше да им се случува, не им се случуваше. Така да доста негативно влијаеше на нивниот психички развој како прво, потоа и физички развој, а работните навики се
се скоро изгубија во многу голем процент со оглед на тоа што родителите работеа на еден друг приоритет. Како што кажав претходно, мислеа на еден друг приоритет, како и да не бевме свесни дека времето поминуваше, а ние испуштивме доста голем дел од она што треба да се нарекува. И простор за назад нема. Но, како да се вратиме на стандардните шеми на учење или враќањето на работните навики? Што е оно што можеме да го направиме во моментов? Така, како што кажав, одговорност е претходно не само на едни, да кажам, индивидуи, не е само на родители или на наставен процес, одговорноста е поширока. Но во меѓувреме, овие 3 години наназад и овие месеци кога се штрајкува и поминати недели без настава, се случија всушност и големи технолошки промени. Не можеме ние да се вратиме на она стандардна шема. Таа стандардна шема веќе не е толку и ефикасна, да кажам. Онај истиот начин на учење кој претходно сме го имали, онај истиот начин на усвојување на знаењата. Ние како психолози веруваме дека треба да се направи сосема нова стратегија и од страна на воспитно-образовниот процес и од страна на родителите да се развие на доедукација во тој дел, затоа што и технологијата доста замав зема и нешто кое не можеме ние да го оттргнеме од секојдневието и од начинот на учење и усвојување на знаења. Така да, добро би било да се направи една нова стратегија, прилагодена и за нашето поднебје, и за нашите родители, нашиот воспитно-образовен процес, што е и доста тешко и тоа е доста долг процес, за да можеме до некаде да се стабилизираме и да ги вратиме децата во, да кажем, во важноста дека треба да се усвојуваат знаења и дека треба понатаму да се учи во воспитно-образовниот процес. Марија, полека, но сигурно ќе треба да го заокружуваме денешниот разговор. Од прилика, според податоците кои што ги имаме, досега околу 5 недели се изгубени од оваа тековна учебна година. Особено беа погодени матурантите, пред кои што предстои полагањето на проектните задачи на државната матура. Колку е ова дополнителен психички притисок токму за нив, впрочем и за сите ученици, и колку е реално да се очекува дека учениците ќе успеат да ги вратат оние своји навики за ефективно учење од времето пред пандемијата? Ако и воопшто ги имале. Така. Од една страна намалени работни навики, од подолг период наназад, од друга страна веќе дојдоа на крајот на нивното средно образование, средношколците каде што треба да полагаат матури и да се запишат на факултет. Веќе во главата имаат планови за факултети и за градење кариера, некои веќе не се веќе заинтересирани толку за факултети, колку што се заинтересирани да се заминат надвор и да изградат на еден друг начин кариера, така да ова доста многу влијае на средношколците. Јас сум психолог во средно образование и тоа го гледам кај учениците, го следам колкава вознемиреност постои, колкав притисок, дали воопшто ќе се реализира матурата или нема да се реализира, затоа што нив им е особено битна за да стигне на време да се запишат на факултет. Полагањето на матура не се сосредоточува со уписите на факултет, мора да заврши тогаш за да можат да се запишат. Дури имаме во јуни многу рано уписи надвор од Македонија, бидејќи нашите ученици многу често, скоро 40% заминуваат надвор од Македонија се запишуваат и бараат порано да им се изработи дипломата. Така да ова е доста голем притисок за средношколците, а со тој притисок излегува дека треба да се справат сами. Ова беше период кога требаше да бидат припремени од нашите наставници и од други стручни професори кои требаше да ги припремат за матурата, а се случи штрајкот и учениците не се никако припремени. Јас само им препорачувам да ги погледнат материјалите на страната на ДИЕЦ, за да можат да проследат одредени прашања и дел од материјалите, за да можат на одреден начин да се справат. И она што наназад го усвоиле, што е прилично малку, да кажем. Но за да сумираме, и родителите и образовниот систем подеднакво носат одговорност за иднината на нашите деца. Стекнувањето на работните навики е нешто што не смееме да го пропуштиме, бидејќи основата всушност е многу важна за работните навики и во професијата, и за семејството.
целиот живот зависи од работните навики. Така е, имате право. Всушност, она што е многу битно да се напомене зошто работни навики од најмали нозе, затоа што тие понатаму носат заработувачка од друга страна гледано, затоа што без работни навики нема да имаме доследност и одговорност на кариерата и на самото работно место, односно нема веќе да стекнеме навика за подобра заработувачка, односно воопшто заработувачка понатаму во животот на самите деца.